Македонско радио. Радио Скопје. Актуелно. Балканскиот полуостров, поточно Западен Балкан, кој е лоциран на самиот крстопат помеѓу Азија и Европа, особено нашава држава представува интересна рута за мигрантите. 2015-2016 година беше критична година кога од Грција преку нашава држава поминаа десетици илјади сиријци, афганистанци и така натаму за пат за Европа. Иако формално оваа рута е затворена, таа се уште представува потенцијална закана за безбедноста на нашава држава. Колку сме подготвени, какви се националните капацитети за справување со миграциите, потоа каква е помошта и соработката со Европската Унија, Frontex, тоа е Европската гранична и крајбрежна стража, потоа Високиот комисаријат за бегалци на Обединетите нации, УНХЦР и така натаму. Ке зборуваме и за миграциите, за македонската диаспора, фактички она што не преокупира во овие моменти е големиот бран на иселување од нашата држава пред се во европските држави. Постојано зборуваме за одлив на мозоци, за семејства кои ја напуштаат нашата држава. Почитувани слушатели, наш гостин за разговор е универзитетскиот професор Златко Николовски, чија потесна специјалност се миграциите и безбедносните ризици. Добро дојдовте, господине Николовски, во студиото на Македонското радио, Радио Скопје, и моето прашање е какви се проценките, може ли повторно Македонија да се соочи со нов голем миграцијски бран и како тој би се одразил врз стабилноста и безбедноста на Македонија? Најпрвин добро ве најдов. Благодарам на поканата. Во врска со вашето прашање дали постојат ризици од повторување на големиот миграцијски бран кој транзитираше низ нашата држава, можам да кажам дека во моментов, значи, токави бројки и токава динамика, како што беше 2015 година, мислам дека немаме на повидок, но ризиците се уште постојат, од причина што воените дејствија, па дури проблемите во Блискиот Исток се уште не се решени. Да, Сирија, Афганистан, Сирија, па и пошироко. Се уште не се решени и се уште бегалците, да речам, од тие држави се немаат вратено. Според нашиве согледувања и информации, мислам дека така брзо нема ни да се вратат во подрачјата од каде што ги напуштија во Сирија, затоа што условите на вистина се таму катастрофални. Има се уште престрелки со поединци, да речем условите, социјалните услови за живот се сведени на буквално на нула, цели градови се разрушени. Така да, добар дел од тие лица престојуваат и во соседните држави, како што се Турција и другите држави околу Сирија. Сега, ризикот во смисла на толкав бран рековме не, но рутата која беше на еден начин докажана пред нив на подрачјето на балканските земји, се уште постои како, да речеме, добра основа за движење, затоа што беше најкратка и на некој начин најбезбедна. Господин Николовски, факт е дека ние постојано нешто ќе видиме во медиумите, ќе објавиме ние медиумите, криумчарење на мигранти, поминале толку мигранти низ Македонија, приведени и така натаму. Се уште верувам дека тоа не е мала бројка за подценување, иако ние не и придаваме големо значење. Какви се проценките? Постојано преку Македонија се криумчарат мигранти, поминуваат некои легално и така натаму. Точно така, значи, движењето, односно илегалните движења низ рутата низ Македонија, поточно транзитирање на истите, не престана. Бројките факт е дека се помали, можеби се движат од 20-30, па некојаш и до 40 лица на ден. Значи, зборуваме за бројка која на месечна основа е некаде околу, може да се движи до 1000 лица. Земено во споредба со бројките кои беа во масовните транзитирања, можеби не се толку големи, но земено пак во споредба со периодот пред
да речеме, масовните мигрирања, 1000 лица да транзитираат илегално низ државата, и како е безбедносен ризик, можеби и прашање на кое треба да му се посвети поголемо внимание. Тоа е така, нели го споменавме Блискиот исток како се уште едно жариште воено, економско и така натаму. Впрочем, во Турција се смета дека престојуваат над 3 милиони мигранти од соседна Сирија и така натаму. Тоа навистина е една темпирана бомба и постојано турскиот председател Ердоган разговара и се заканува на Европската унија дека или ќе ни дадете финансиска помош или ние не можеме да издржиме на ваква бројка. Сега, од безбедносен аспект, 3 милиони луѓе не е нешто едноставна работа. И не знаеме кои се тие луѓе. Од безбедносен аспект, значи, ако земете во проценка према Република Турција 3 милиони, се сериозна бројка. Но сега земено во споредба со капацитетите на таа држава и во делот на, зборувам за безбедносните капацитети и слично, Турција може да се справи, значи, може да се справи со менаџирање на безбедносните ризици, да речеме за разлика од помали држави како што сме ние. Замислите, ние сме 2 милиони и 30.000 жители, таму има 3 милиони. Да, мислам, според бројките статистички, инаку во Република, во Македонија бројките се многу помали на жители кои престојуваат и живеат. Но иако се големи капацитетите на безбедносните служби на Турција, Турција сепак мора да насочи огромен број на своји капацитети за справување или за менаџирање на таа проблематика таму. Затоа што добар дел од тие лица, нели, покрај социјалниот проблем, значи обезбедување на минимум услови, што се вика за тие луѓе да престојуваат во таа држава, има и безбедносни прашања кои Турција мора да ги менаџира, затоа што тоа подрачје беше долг период изложено на безбедносни ризици. Па и се уште е, нели, со турската инвазија во, нели, против курдите во Сирија и така натаму, тие се соседи. Што се однесува пак на реакцијата на Турција наспроти европското однесување врзано со прашањето во Турција, мислам дека Турција е во право што континуирано, значи, реагира на однесувањето на европските држави во поглед на проблемот што ги има Турција со бегалците. Ако се сеќавате, Европа обети средства со кои значајни финансиски средства кои не беа испорачани во рокот на кој сама си го постави Европската унија. Турција нормално реагираше на тоа и се уште реагира. Очигледно дека одлуките во Европската унија или пак ќе речам јас пишани документи, директиви, договори многу полесно се донесуваат отколку што се реализираат. Господине Николовски, неодамна беше објавен еден податок од Европската унија дека во периодот јануари-септември оваа година над 500.000 барања има за азил кои се доставени до земјите, нели, членки на Европската унија, иако оваа бројка е повеќе за 10% во однос на 2018 година, и беше објавена информацијата дека некаде околу 1/3 од овие поднесители на барања за заштита или азил, односно добиле азил. Сега, најмногу азил бараат лицата од Пакистан, Ирак и Афганистан и од Сирија, и најмногу бараат во Германија. Во Германија побарале азил дури 184.000 луѓе. Сега, ние зборуваме за една германска економија, зборуваме за низок наталитет таму, за нарушеност на популационата политика во цела Европа и Скандинавија. Факт е дека сите сакаат да отидат во Германија. Па дури, нели, и нашиве што се селуваат бараат во Германија. Што е она што се случува во Германија, имајќи во пред дека германската економија, која сепак е локомотива во Европа, еве имаше еден податок неодамно објавен дека беше на прагот на рецесија, значи има економски развој од 0,1%. Значи и германската економија е во некоја стагнација, значи нема таков економски развој како што имаше понекогаш. И моето прашање, дали
овој голем бран на азиланти, на луѓе од блискиот исток кои се населуваат и бараат азил во Европа, може да го наруши етничкиот карактер на тлото на Европа, на централна, јужна и северна. Па видите вака, ако ги следите сите оние информации последниве години од самиот почеток, да речам, на мигрантската криза, ќе видиме дека Германија всушност сама ги отвори вратите и сама побара да се насочат бегалците према незината територија. Ние од страна видовме дека да, тоа е што се вика од прва рака хуманитарна што се вика поддршка на бегалците, сакаше навистина да помогне, но и малку на некој начин и да ја придвижи економијата, од причина што добар дел, да не речам и 90% од сите тие бегалци кои влегоја во Германија се млади луѓе, здрави. Замислете во споредба колку се тие луѓе здрави, покажува и тоа што тие помина некаде 2-3 километри пешки, без никаков застој. Значи, добро проценила Германија за каква категорија на луѓе се работи и проценила дека може да ги вклучи во она што се вика развој на општеството. И во економијата. Да, и во економијата. Но има една анализа направена минатата година која покажува дека многу мала е бројката процент на лица кои можат веднаш да се вклучат во развојот на економијата во државата. Конкретно е земете во Германија. Потребни се најмалку година, 2-3 да бидат едуцирани или преквалификувани за да можат да во најмала рака да го научат и јазикот. Па се манипулираше со некои проценти од само 13% од сите влезени можат да бидат вклучени во, да речеме, развојот на државата. Така да и треба период и на Германија да ја направи таа, под наводници ке речам, селекција на лицата кои можат да бидат вклучени веднаш и оние на кои им треба обука, дообуки и слично. Сега, следејќи ги последниве, да речам, настани со реакцијата на Франција, да речеме, да не дозволи започнување на преговори на нашата држава, на повидок е и одредено барање на Германија, може би сака да го искористи овој моментум, за одредени активности и промени во делот на политиката према бегалците. Мене тоа ми изгледа дека Германија сака да направи селекција овој пат надвор од границите на Германија, а потоа да ги прифати директно, да речем, како баратели, да речеме, на азил и слично. Тоа значи дека треба овие бегалци да останат во државите каде што влегле, пример во Грција, во Македонија и така натаму. Така? Германија не го кажува тоа дека тие треба да останат, но поред последниве информации кои ги следам покажуваат дека Германија сака селекцијата да ја прави надвор од незината територија, што значи дека добрите ќе продолжат, а можеби оние кои не исполнуваат, да речем, можеби услови подобни за вклучување во системот, не само Германија, можеби и други европски земји. Во Грција, во Македонија. Нема лесно да продолжат. Така да на повидок е едно таква ситуација. Не би сакал да е тоа така, затоа што тука веќе има еден вид и дискриминација по друга основа. Господин Николовски, според податоците од нашето Министерство за внатрешни работи, значи околу 300 луѓе побарале азил во Македонија во 2018 година и на почетокот на 2019 година, а само 3 лица добиле азил. Најголем дел од лицата се одбиваат со образложение дека се закана по безбедноста на државава. Колку е оправдан стравот од овие луѓе кои поднесуваат барање за азил, а не добиваат? Па да бидам искрен, моето сознание пак друго говори, дека всушност од таа бројка која поднела, да речеме, барање за азил, многу мал број добиле, точно е тоа, но остатокот кој требало, за кој требало да се завршат процедурите, не дочекал решение. Туку е напуштил Македонија. Од овие 300 луѓе зборува. Од тие 300. Да. И повеќе беа, не 300. Значи, во добар дел службите ги започнуваат постапките,
Нормално процедурата за азил си бара одредени проверки од неколку, да речем, служби, меѓу кои безбедносната се разбира, но добар дел од огромна е бројката, да речем, може би 90% и повеќе, заминуваат надвор додека Им тече процедурата за азил во Македонија. Всушност, они го користат периодот под наводници, ќе речам, додека се малку одморат, средат и најдат следен начин да продолжат, кој им во најголем случај илегален. И да ја напуштат Македонија. Македонско радио. Радио Скопје. Актуелно. Актуелно. Почитувани слушатели, вие сте на брановите на Македонското радио, Радио Скопје. Наш гостин е универзитетскиот професор Златко Николовски, чија потесна специјалност се миграциите и безбедносните ризици. И разговараме на таа тема. Господин Николовски, во вториот дел од разговорот сакам да поразговараме малку за она што нас не тишти како Република Македонија. Факт е дека ние постојано зборуваме за одлив на мозоци, за иселување на семејства од нашата држава, значи семејства, интелектуалци, образовани луѓе и така натаму. Можеме ли да направиме на паралела како овие, значи, наши семејства, наши млади луѓе се, пред се во западноевропските земји се интегрираат во општеството и како се прифатени од старата диаспора, бидејќи, ако зборуваме наназад за македонската диаспора, знаевме дека таа е организирана доста добро, има голем број на клубови, здруженија по сите европски градови, во Соединетите американски држави и во Австралија. Значи, моето прашање, каква е сега сликата за македонската миграција пред се во Европа и Америка? Последниве години факт е дека огромна е бројката на иселување од нашава држава. Причините за иселување во најголем случај, значи, се од економска гледна точка, но кога зборуваме за економска гледна точка, буквално можеме да кажеме дека сега се иселуваат и луѓе кои имаат добри финансиски средства за живење во Македонија. Очигледно бараат нешто повеќе во смисло не сака да работат за 400-500 евра. Така е. Буквално си ги знаат своите квалитети и знаат дека може да дадат многу повеќе. Но кога живеете, да речеме, во еден систем кој не може да извлече од вас, да го извлече најдоброто, или немате можност да се докажете, немајќи можност за градење на добра кариера или, реков, докажување, нормално дека ке сакате да вие и вашите деца нормално да створите подобри услови. А тоа го добивате, со заминување надвор во најпрвинете и во европските држави. Бројката е огромна, дури и представува сериозен ризик за развојот на Македонија, од причина што ако ги следиме последниве реакции на Стопанската комора, стопанствениците и слично во Република Македонија, ќе видиме дека веќе има реакции дека нема работници во Македонија. Она што јас пред 10 години го зборував дека ќе се соочиме, значи не може Македонија да биде имун за разлика од другите држави. Една Бугарија, Романија, утредента штом влегоја во Европска Унија, веќе изгубија стотици илјади млади луѓе, работоспособно население, така. И сега, ако видите дека државата ги губи најспособните, фактички веднаш не треба да сте голем стручњак да сфатите дека државата всушност губи на развој. Сега, ако одиме од пониските, да речеме, нивоа на образование, Македонија има проблем веќе со обични мајстори. Значи, со обични мајстори, дзидари, електричари, едноставно нема. Да. И пред неколку дена имаше, значи, една конференција во Струмичкиот регион, каде отворено стопанствениците побара, значи, властите да размислат за внесување на нови работници од други држави, од трети земји. Сега, ако ние направиме споредба, она што јас го кажував, тие трети земји сигурно нема да бидат Бугарија и Романија, затоа што сите се движат према Европа. Замислете си, ние сега ќе треба да бараме работници сирици. И тие не остануваат тука.
од Индија или не знам од каде. Бангладеш, Пакистан. Така да проблемот е сериозен, иако за него се разговара 10 години најмалку интензивно. Јас сум навистина разочаран во поглед на изнаоѓањето на решение од страна на државата како тоа да го сопре. Значи, тоа е веќе, да не речам, дури поминал 12 часот за донесување на тие решенија. Што се однесува за вториот дел на нашите иселеници и нивната, да речем, социализација во новите средини, каде што се вселуваат, можам да кажам дека според моите информации и комуникација директна со наши селеници, правејќи ги многуте јавни трибини и конференции надвор во земјите на Европа, констатирав дека имаат потешкотија, значи не е така лесно да смените комплетно, значи, место на живење и да одите во една нова средина каде што има сосема друга динамика, нов начин на живење и нови вредности едноставно. Значи не им е лесно. Тука, значи, е потребно старата диаспора или она малку по-старата диаспора, да речем, затоа што нашата диаспора во континуитет се обновува, да подаде рака на помладите. Тоа јас искрено да кажам го видов во сега, значи за сега сум го видел во Шведска, каде што Сојузот на македонци во Шведска буквално има формирано една работна група и отворено едукативен, да не речам дежурен центар за помош на нашите нови селеници кои доаѓаат во Шведска. И тоа е еден добар пример кој јас лично го поздравувам за подавање рака на нашите млади, да речам, кои заминале да создаваат ново семејство. Што е нивната функција? Рековте подадена рака. Нивната функција е од информативна природа. Значи, едноставно информации, делење информации на нашите нови селеници за законската регулатива во Шведска, можностите за вработување, комуникацијата, дури и едноставно понуда од адхок поддршка во случај на одредени потреби, да речам, за одредени хуманитарни активности и слично. Ева, Николски, велите дека нашиве сега млади селеници овие што ја напуштаат државата, бидејќи се уште се во период на адаптација и така натаму, тие се уште не се ни политички активни, се уште се прилагодуваат на средината и така натаму, меѓутоа, што е она што треба да прави македонската држава да ги интегрира како организирана диаспора? Многу одавна, пак ќе речам, па дури во мојот труд Македонска диаспора, клуч за развојот на Република Македонија 2013 година, пишував дека потребата од една нова организацијска форма, односно начин на комуникација внатре меѓу диаспората и така која е потребна, но и промена на односот на државата према диаспората. Сега, за волја на вистина имаше исчекор кај двете страни, но сега пак за волја на вистина поголем беше исчекорот на државата, која последниве месеци дури донесе национална стратегија за соработка со диаспората. Од друга страна ја имаме диаспората, која се уште чинам дека се организира на старите конзервативни начини на комуникација и така и действува. Дури имате ситуации, Швейцарија да ја земеме, каде што се осеќа поделбата за тоа што имате два сојуза. Значи, потребно да има секоја, да речам, иселеничка држава, каде што престојуваат наши граѓани, еден сојуз, нека има повеќе здруженија, тоа е богатство, но еден сојуз кој ќе ги сплотува. Добар пример за тоа е Шведска, каде што се работи за мощен, активен македонски сојуз и кој, спомнавме, дава поддршка и по друг план. Сега, за разлика од нив, во другите држави се уште, рековме, се функционира на тој начин и има уште една дилема која јас последниот период си ја поставувам и мислам дека треба малку посериозно да се поразговара на тој план. Од една страна се бараше пратеници за диаспората. Државата нели го овозможи тоа. Да, имавме 3 пратеници. Така е, диаспората, значи, ја имаше можноста
гласа за пратеници, дури и првично беа, нели, имавме избор на тројца пратеници, кои, да бидам искрен, може многу подобро тоа да го одработат. Во интерес на диаспората. Јас констатирав дека таа позиција не ја искористија како што треба и беа пасивни во делот на прашањата на диаспората. Не знам од кои причини. Дали може би главната причина е што како пратеници беа приврзани на партија во Република Македонија. Може би е решението во независни, исклучиво независни пратеници од диаспората која сама ќе ги предложи. Да, тие беа на листата на ВМРО. Так, на листа на ВМРО и знаете како и тогаш... на листа на СДСМ, ама победи овие што беа од листата на ВМРО. Сега, пак, од друга страна имате една друга ситуација, која исто така не би се сложил да остане така. Имате ситуација кога нема избор на пратеници, не се избрани поради бројката која беше мала. Условите за избор пак на пратеници се уште не се подобрени. Далечина да си го прави своето. Нашиве иселеници треба да патуваат по 500 километри да оди да даде глас, па после да се пријави, па да оди после да гласа. Значи, тоа е процедура. Тоа се страшни трошоци, тоа се големи држави, значи големи дестинации. Да, и затоа е минимален одзивот на нашата диаспора, тоа е така факт, меѓутоа ајде да веруваме дека во скоро еднина ќе имаме електронско гласање, така што сите наши државјани, така, тие се државјани на Република Македонија, може да го искористат своето изборно право. И сосема за крај, господине Николовски, може да се прочитаат одредени апели што вие ги давате во медиумите, дека државата мора да му пристапи многу посериозно на овој нов бран, овие 10-15 години на македонски иселеници, македонско иселеништво што ја напушта државата, имајќи во пред дека тоа се сепак образовани, стручни и квалитетни луѓе кои за жал заминуваат од државата, а државата осиромашува. Што е она што државата велам треба да направи, да ги привлече овие, да не ги препушти туку така? Државата може многу да направи, со оглед на тоа да состојбата е алармантна. Кај нас 2015 година се донесе значи резолуција за миграцијска политика во која имаше одредени точки за менаџирање и на проблемот со иселувањето. Еве веќе таа истекува 2020 година, но ќе бидам искрен и јавно ќе кажам дека некако и Македонија многу полесно донесува резолуции, стратегии и слично, но во реализацијата се потфрла. Значи, таков вид на резолуции и акциските планови кои се предвидени, тие треба навистина да се спроведат. Еве сега да речеме и стратегијата за соработка со диаспората. Таа не сме да застане само на хартија. Од друга страна, значи порака до политичките партии, особено на оние кои се на власт, значи да започнат веднаш во делот на, да речеме, избор на кандидати за вработување, институциите, затоа што самите институции се под притисок на владачката структура, да ги ослободат и едноставно да дозволат вработување на најдобрите, без разлика дали се членови на една, друга, трета партија или се по етничка основа. Без партиска книжка не може да се. Да, ама тоа мора да престане, тоа ја уништува веќе државата. Тоа веќе ја уништува државата. Тоа мора да престане. Единствено таков вид на, да речам, активност малку би ја намалило можеби да речеме таа динамика, или пак ќе се врати можеби малку до вербата, иако тоа ќе биде многу тешко, затоа што ова предолго трае. Да, а сепак да мислиме на овие што веќе се иселија, како евентуално, нели, можност да се вратат со нивен капитал, со нивни идеи, со нивни инвестиции во државата, веќе сепак се стручен кадар. Кога зборуваме за веќе иселените, малку тешко е да кажеме дека ние ќе направиме некаков, што се вика, некаква активност за да ги вратиме. Тука предлагам државата да прави одредени активности за да го одржи линкот. Пазете, опасноста е да го држите линкот. Веќе има млади наши иселеници кои не сакаат воопшто да комуницираат со институции во државата. Заминуваат и едноставно не сакаат да се свртат назад.
Тоа е поголемата опасност. А од друга страна, со заминувањето во државите, да речеме, на престој во светот, било каде, ги пречекува една добра динамика на асимилација таму. Јазик, култура, па нормално Така дури и идентитетот, ако сакате. Вие гледате дека ние имаме државјани наши тука, граѓани кои уште тука фактички се во потрага на странски пасоши. Најмногу бугарските во последниот Така е, период. преку 150 А камоли државјанства има во државите, да да. речеме, на престој на Германија или можеби Америка и така. слично. Така да државата може да направи во одржувањето на линкот, пренесувањето на знаењето нивно, да речеме, пошто имаме сега електронски можности да го пренесеме знаењето, тука да искористи, а за овие што остануваат подхитно да преземе мерки на една, како да речеме, на реална основа во комуникација со младите граѓани, а не преку партиска селекција или притисок. Господин Николски, за темата нели на миграциите, безбедносните ризици, селувањето и така натаму можеме уште долго да зборуваме. Мене ми останува да ви се заблагодарам за разговорот со вас. Навистина допревме интересни теми и верувам дека нашите слушатели добија опсежни аналитички анализи, стручни анализи, бидејќи вие ваша потесна специјалност е миграциите и безбедноста. Ви благодарам што бевте гостин во радиото. Благодарам.